Значи, како председател на Уставниот суд, за време на мојот мандат, имам поставено еден приоритет, врвен приоритет и неколку предизвици кои се неопходни за реализација на тој приоритет. Ако сме свесни за нашата општествена и уставна реалност, тогаш јасно е дека довербата на граѓаните во институциите на системот, довербата на граѓаните во правната држава е на историско најниско ниво. Ако е тоа така, сосема природно, за мене како председател на Уставниот суд, е приоритет над сите приоритети да биде враќањето на довербата на граѓаните во Уставниот суд и враќањето на довербата во правната држава. За остварување на тој приоритет неопходни се неколку чекори, повеќе би ги нарекол предизвици. Прв е безкомпромисноста во обезбедувањето на самостојноста и независноста на Уставниот суд. Втор ќе биде мојата безкомпромисност во обидите за било какви политички или од било каква друга природа влијание врз судот или врз уставните судии. Уставната и правната култура ќе биде високо на мојата агенда. Судскиот активизам, односно оживување на една наша атрофирана функција, поведување на постапки по сопствена иницијатива, исто така ќе биде високо на мојата агенда. Транспарентноста и отвореноста на судот кон јавноста ќе продолжи по највисоките стандарди и она што планирам да го направам во мојот мандат ќе биде поинтензивна соработка и поголема присутност на науката во Уставниот суд. Во однос на првиот предизвик, кажав дека од 1991 од донесувањето на првиот устав на независна Република Македонија, Уставниот суд останува најнереформираната институција во системот, во поглед на правната рамка од каде ги црпи надлежностите. Уставниот суд ја црпи својата надлежност директно од Уставот и од актот на судот. Но се поставува прашањето дали ваквата статус кво состојба во поглед на правната рамка и на кого му одговара да продолжи. Тука се надоврзува и прашањето дали се исполнети очекувањата на граѓаните 33 години по донесувањето на Уставот. Во таа смисла, во наредниот период, со сите релевантни фактори и чинители во општеството, ќе разговарам за неопходноста од интервенција во Уставот со цел обезбедување на уставен основ за донесување на закон со кој ќе се операционализираат уставните одредби за Уставниот суд. И тоа не било каков закон, но ето инсистирање да биде системски закон, затоа што тоа е начинот на кој ќе се гарантира самостојноста и независноста на Уставниот суд. Ќе продолжам со настојувањето на сите мои предходници со цел зголемување на обемот на заштита на слободите и правата на граѓаните, воведување на уставната тужба и уставната жалба. Во однос на безкомпромисноста на политички или било какви други влијанија, јавно кажувам дека сум и ќе останам лојален само на Уставот и на никој друг. Во однос на следниот предизвик, политичката и правната и уставната култура, кои ги посочувам како една од причините за ваквата недовреба на граѓаните во правосудниот систем и во институциите, ќе апелирам особено државните органи, како најповикани, луѓето што се на највисоките државни должности, правилно да ги разберат неопходноста од зголемена уставна, правна и политичка култура, но и секој еден поединец. Значењето на Уставот ќе се оствари доколку секој еден граѓанин ја чувствува како должност потребата да го штити Уставот. Само ако сите граѓани останат лојални и должни во заштитата на Уставот, ние ќе можеме да збориме за заштита на уставните права. Судскиот активизам. Долго време, откако сум јас судија, овој суд имаше сериозни предизвици, особено
особено во бројот на судии со кои работев. Предолг временски период работевме на кворум со 5 судии, па потоа постепено се пополнува. Денес, Уставниот суд е комплетен, со што се исполнети околностите и сите предпоставки за навистина оживување на таа атрофирана функција на судот. По собствена иницијатива, не само по иницијатива на граѓани, да се вклучиме во заштитата на правната држава, во правната сигурност и во владењето на правото. И направам се што е во моја мојк да овој судски активизам биде што е можно поприсутен. Транспарентност и отвореноста кон јавноста. Веќе кажав дека една од моите идеи од како сум дојден во судот, а мислам дека многу добро ќе влијае во довербата на граѓаните во Уставниот суд, ќе биде можноста нашите седници да се снимаат во живо. Постоела таква пракса, факт е дека во многу други држави ја нема таа пракса, меѓутоа многу други држави па не се на нивото на владење, девастирано владење на правото како што сме ние. Враќањето на доверба кај граѓаните ќе треба малце похрабри и одлучни чекори. Ќе зборам со моите колеги и ќе работам и на оваа неопходност. Поинтензивна работа со науката. И нас како судии ни се јавуваат многу важни уставно-правни и теми и дилеми. И често имаме спротивставени мислења, впрочем за тоа доволно говорат моите 55 издвоени мислења до сега. Секогаш сум сметал дека ќе биде корисно ако ја викнеме струката и науката на помош. Ништо не можеме да изгубиме, можеме да добиеме. И тоа ќе биде еден од моите приоритети. Може прашање на иницијативноста. Дали кој ќе биде некоја од вашите први иницијативи за поведување на предмет по собствена иницијатива? Да. Дали може би прашањата кои што периодот беа актуелни, како што е држањето на две функции од дел функционерите пратеник и премиер, министер, како што случајот со Џафери и министерот Бенети што беше, и дали Уставниот суд се признаси за дилемата дали беше уставно закритата на председател? Значи, кажав дека во наредниот период можете да очекувате судски активизам. Не можам сега во овој момент да кажам тој или тој, ама бидете уверени, без разлика дали овие или било кој друг што ќе најде на интерес на јавноста или ќе пробуди сомнеш кај мене како судија или кај било кој од судиите, затоа што не само јас, и другите судии можат да ја користат оваа алатка, ве уверувам дека ќе имаме засилен судски активизам. И тука нема да правиме разлика дали овие предмети поважни, поневажни, затоа што ви кажав, работејќи по предмети ни уведуваме доста аномалии во нашите Да, но и да сега убаво се дебатира за прашањето и сите функционери велат, ама ова не е прв пат, ова е пракса. Може би вистински време Уставниот суд да пресече дали треба пракса која што може би е неуставна да остане. По тој аспект мислам дека апсолутно. Значи, ќе разговарам со моите колеги не само за овие два, за било кој друг случај што е од интерес за јавноста или каде што ние имаме воочено. Јас би се надоволил на колешката е Елена во однос не само дали е уставно заклетвата на председателот на државата, туку и потребата на уставот има тој израз, тоа ќе покренете иницијатива, ќе тоа прашање. Значи, нашиот устав вика секој е должен да го почитува уставот. Ја ви кажав и преска, не можам да преюдицирам, затоа што е уставно, а што не е уставно не кажува председателот на судот, туку судот со мнозинство гласови. Не можам да преюдицирам нешто што не е пред мене на маса, затоа што тоа е дел од уставните правила и од најдобрите уставни обичаи. Тогаш кога ќе биде исправено прашањето, поставено на седница на судот, нашите седници се јавни, тогаш и јавноста ќе може да го слушни мојот став. Вака, било кој став, и тоа е пракса што сите суди ја применуваат и се придржуваат. Не даваме ставови за прашање што не се на седница на судот за разгледување.
нашите ставови ги кажуваме јавно на седница. Значи, ќе чекате некаква иницијатива во однос на ова прашање? Може би веќе додека ние разговараме има иницијатива. Или иницијатива или судски активизам. Затоа што ја не знам денеска што е стигнато во нашата архива, а можно е да има. Битно е што ставот мој ќе го кажам тогаш кога прашањето ќе биде разгледувано, расправано на седница на судот. Други прашања?